Ешерихија коли, ентерококи и зголемен број на колимформни бактерии се детектирани во водата во Крушево. По гостиварци забрана за користење на водата добија и крушевчани, но само за пиење. Може да употребуваат технички, велат од Центарот за здравје во Прилеп. Изворот на загаденоста не е канализацијски или фекален, туку причината е недоволно хлорирање на водата, а и можен дефект на цевководот, што може да доведе до секундарна контаминација со материја од органско потекло. Зголемен број на лица кои побарале лекарска помош нема, епидемиолошката состојба мирува, вели директорот на Центарот за јавно здравје во Прилеп Горан Кузевски. Водата е бактериолошки неиспремна и има отсуство на резидуален хлор. Одма да кажам, водата не смее да се пие, не смее да се користи за перење, миење, не смее да се користи за миење на садови. Исклучиво само како техничка вода. Денес се зема третиот примерок од трите мерни места. Утре ќе излези веќе првиот од средата земен, вториот ќе излези во недела или во понеделник, веќе понеделник или вторник ние ќе ги имаме третите последователни резултати. Во меѓувреме, во Гостивари натаму продолжува хиперхлорирањето, се вршат постојани анализи со цел гостиварчани до крајот на викендот или в понеделник да добијат барем техничка вода, а кон крајот на следната недела и питка. Што се однесува до Валандово, според анализите, водата е безбедна и граѓаните можат да ја користат за сите потреби. Анализите покажале дека присуството на арсен е 1,47 микрограми на литар, што е далеко од максималната граница од 10 микрограми на литар. Градоначалникот Камчев побара јавноста исклучиво да се води од експертите, за да не се доведува во заблуда. Дилемата е расчистена, Валандово има безбедна вода за пиење, ние како општина Валандово и како јавно комунално предпријатие во текот на наредниот период ќе направиме уште воредни анализи. Граѓаните мора да знаат каква вода консумираат и ние како општина и јавно комунално предпријатие имаме обврска да алармираме доколку се случуваат било какви хемиски и физички промени во квалитетот на водата за пиење. Опозицијската СДСМ пак во прашање го доведе квалитетот на водата и во Велес, откако објавија извештај кој според нив покажувал дека и таму водата е загадена со бактеријата Ешерихија коли. Градоначалникот Колев за Канал 5 вели дека се злоупотребени лански извештаи од велешки села кои не се на градската водоводна мрежа. Тој уверува дека велешани ја пијат најчистата вода во Македонија, а за оние кои како што вели лажно обвинуваат, најавуваат тужба. Користат стари извештаи од места кои немаат никаква поврзаност со градскиот водовод. Водата во Велес нема никаков проблем, никогаш немала. Нема ниту да има. Се работи стручно и секојдневно истата подлежи на проверки. По консултацијата која имав со адвокатот од општината, ќе ги преземам сите законски действија кои ми се на располагање со цел да ги заштитам граѓаните на Велес од лажни вести. Забрана за пиење на водата има и во тетовското село Лешок и истата може да се користи исклучиво за техничка употреба. Од јавното предпријатие Хигиена Теарц уверуваат дека се работи на санација, а во меѓувреме во тек е изработка на филтер станица и изградба на нов резервоар кој ќе им овозможи на жителите континуирано безбедна вода.